civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Господине Джафери, кој е вашиот став за признавањето на регионите Донбас и Луганск и директната војна руска интервенција во Украина? Добро, во секој случај тоа е директно мешање, значи од страна по однос на суверенитет и интегритет на членка на Обединетите нации, како што е Украина, и секако дека војната сила која што се употребува е несоодветна во контекст на тоа што, впрочем, по односното прашање претhodно имало два договора, Минск 1 и Минск 2, по кои што требало страните да продолжат да разговараат, да преговараат, и секако мислам дека требало да се дае предност на преговорите и на дипломатските напори за состојбата и за ситуацијата во целина. Во секој случај, мислам дека Украина е оштетена тука и нејзе и треба поддршка, била декларативна, била финансиска, за да може да се справи со настанатата ситуација. Во тој контекст, како ќе влие војната ескалација во Украина на економските и соопштествено-политичките состојби и процесите во Северна Македонија, како и земјите од Западен Балкан? Случувањата, дали биле регионални или пошироко, а особено случување во кои што има употреба на војна сила, секако дека имаат директно и индиректно влијание врз односите воопшто во констелација геополитика или геостратешки, како сакате да ја третирате состојбата, и не се исклучува таа можност на влијание директно или индиректно во смисла, особено влијанието во економска смисла на узрочно-последични поврзани состојби, затоа што секоја конфликтна ситуација, војна ситуација, првично, значи, влијае врз цената на енергенсите, врз цената на нафтата, со која што и за која што се поврзани после сите економски токови по однос на функционирање на економиите. Имајќи предвид дека Република Македонија, Северна Македонија и регионот немаат собствени извори од тој тип, секако се зависни, значи, од странски, значи, да кажеме, капацитети и потенцијали производствени, и индиректно, значи, тоа влијание ќе влијае и врз Република Северна Македонија и врз регионот. Во секој случај, за очекување, значи, е да се биде предпазлив и во контекст на безбедносните напори, имајќи предвид дека ние сме членка на НАТО, имајќи предвид дека правиме напори за отпочнување преговори за членство во Европска Унија. Не сите се задоволни и не сите прифаќаат наш напор и наша определба да членуваме во Европска Унија, и во тој контекст импликациите, ако не директни, индиректни, секако може да имаат влијание и врз нашите напори. civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено.